Околу 20.000 ученици во регионот од денес се вратија во училишните клупи. За нив заврши периодот на одмор, прослави и дружба, а почнуваат денови на обврски и учење. Доволно е за сега. Ние имавме голем зимски распуст и почна да ни недостига и училиштето. Па и учевме и одмаравме некои лектири што ни беа дадени за второто полугодие, ги прочитавме и така. Генерално, првиот ден од второто полугодие во сите образовни институции во регионот помина добро. За ова да биде вака, училиштата се подготвиле навреме. За време на зимскиот распуст беше извршена минатата недела дератизација, дезинфекција согласно сите насоки од Министерството за здравство. Новина што ова второ полугодие е што во нашето училиште започнува изведување на кабинетска настава. Второто полугодие во основното училиште Ванчо Прке во Штип, како во централната зграда, така и во подрачните училишта, започна без поголеми проблеми. Затоплени се училниците, значи настава ќе посетуваат учениците во топли училници, а воедно е извршена и неопходната дезинфекција пред почетокот на второто полугодие. Идентично спремни беа и средните училишта во Штип. Денес успешно стартувавме со почетокот на второто полугодие од учебната година. Во текот на полугодишниот распуст, иако имаше исклучително ниски температури, гимназијата се подготви за успешно стартување на второто полугодие, со тоа што беше извршена дезинфекција, дератизација. За време на зимскиот распуст континуирано, значи беше во функција грејењето, бидејќи стануваше збор за екстремно ниски температури кои во ноќниот период, без разлика дали пумпите ќе работат, тие мораше да имаме затоплување. Значи денеска еве затоплување имаме. За разлика од штипските, екстремно ниските температури направија проблем во дел од кочанските училишта, но за среќа поголемиот дел од дефектите се санирани навреме. Имаше дел од системот за загревање мраз фатено, така да во овој период успеавме да ги санираме последиците од лошото време. Училиштето е целосно опремено со систем за грејење, останува уште малку неколку дена да ги санираме штетите кои се настанати во спортската сала. Успешен старт на второто полугодие имаше и македонска каменица, а најважно од се е што ниту еден ученик од селските средини немал проблем поради снегот да стигне до училиштето. Иако имавме снежни наноси во селските средини, сепак патиштата се прочистени и дечињата од сите селски средини стигнаа навремено во училиштата на првиот училишен ден. Училиштата подрачни исто така се обезбедени со дрва со затоплување како и централното и се надеваме дека крајот на школската година ќе го дочекаме како и крајот на првото полугодие без никакви проблеми. Годинава зимскиот распуст траеше 2 дена подолго, кои најверојатно ќе се обработуваат во саботите, и тоа по една во март и една во април.